овие денови тие многу говорат за еднаквост, слобода и правда. Како не му е срам да зборува за правда? И да го прашам, правда ли е или владење на правото тоа што тој како шеф на Државната изборна комисија ги легализира и озакони најсрамните фалсификувани избори во историјата на Македонија, со полнење на кутиите? Слобода ли е тоа што тој како председател на Државната изборна комисија ќе остане забележан што им ја одзема слободата на глас на граѓаните? Во 2005 година тој како шеф на ДИК воопшто нешто не се побуни, не изреагира за острите притисоци кои што ги правеше СДСМ врз народа да не излегува да гласа. Еднаквост ли е тоа што тој не се спротистави на Бранко Црвенковски, кога Бранко Црвенковски одби да го потпише законот за стечајците во 2006 година, со кој се решаваше еден горлив проблем? За која еднаквост на луѓето тие говорат и самиот Стево Пендаровски? За правда ли збори Стево онаа правда кога Бранко Црвенковски го аболицираше, го амнестираше Зоран Заев за криминал од 8 милиони евра, а Стево воопшто не се побуни? Правда беше тоа тогаш. За правда ли збори Стево, правда која ја разбира како одлуката на Бранко Црвенковски да амнестира и ослободи од затвор лица кои се осудени за изборни нерегуларности? Се сеќавате дека Црвенковски ја злоупотреби својата позиција да амнестира луѓе кои добиле казна затвор заради изборни нерегуларности, полнење на кутии и други учества во различни фалсификати. Правда ли е тоа? За која правда, за која слобода и за која еднаквост говорат тие денеска? Тогаш ги немаше да кажат нешто за правда, за слобода и за еднаквост.